Продолжуваме со второто послание на апостол Павле до Тимотеј. Полека, но сигурно, како и овие пасторални посланија, наближуваме полека до крајот. И имаше уште 8 стиха од оваа трета глава и повторно размислував дали ово утро да ги говорам сите 8. Меѓутоа има интересен почеток овој 10 стих што ќе го говорам денеска, каде што вели ти и повторно се повторува некаде во 14 стих, повторно продолжува со една иста мисла, со една иста изрека апостол Павле. И јас одлучив да ги поделам во два дела. Ово утро да ги разгледаме од 10 до 13 овие 4 стиха и наредниот пат уште другите последни 4 од трета глава и ќе ја завршиме со тоа трета глава и ни останува уште четврта глава и со тоа ќе ги завршиме посланијата на апостол Павле до Тимотеј. Тит го разгледавме и ќе видиме понатака што ќе разгледувам. Само би сакал да кажам мал вовед што последно говоревме. Може да ве подсетам дека апостол Павле сето ова го пишува од затвор. Деновите на апостол Павле му се одбројани. Знае дека животот ќе му заврши и секој пат велам и ве поттикнував човек да може да замисли и да биде во состојбата на апостол Павле во едни такви околности и да има такви размислувања да се грижи кон неговото, милувам да кажам, возлюбено чело Тимотеј. Тимотеј се судрува со лажни учења, со лажни учители и видовме дека преку најразлични параболи ни говори дека многу повеќе следбениците Христови или христијаните, како што денес говориме, ќе бидат гонети и ќе ни идуваат на маки, отколку како што многумина велат дека христијанството е мед и млеко. И повеќе луѓе говорат дека христијанството дојде, стани христијанин, поверува во Господ Исус Христос со една единствена цел да ти тргнат нештата на добро. До сега тоа што го разгледавме, видовме дека апостол Павле не дава такви совети, што од неговиот личен живот, што тоа што говори самиот Христос, така и минатата последната проповед, видовме дека говореше за последните денови, говореше за последните денови и за тие тешкоти и мачнини кои што ќе наидуваат христијаните и дека таквата состојба е резултат на лоши луѓе и добро е сето тоа да го осознае и да го знае. Прво нешто, и тогаш кажав, добро е да запомните дека апостол Павле кога го пишува и говори до Тимотеј, говори за во тој момент, не говори за некаква иднина. Ако јас денеска во нашиот контекст ова што го пренесувам и го разгледуваме, говориме за денеска. Зошто е тоа така? Кажав и минатиот пат дека многу пати има доста проповеди кога говорат за последните времења, луѓето добиваат впечаток дека наближуваме се повеќе и повеќе и случките што се случуваат се во контекст на последните времења. Меѓутоа текстот ни кажува јасно и јас напомнав дека последните времења се она што Стариот Завет го говори како некоја нова епоха, како некаква нова ера. Последните времења отпочнуваат со доаѓањето на Исуса Христа на светската сцена, ако може така да кажам. И последните времења завршуваат со неговото второ доаѓање. Апостол Павле пишува последните времења до Тимотеј, ние денеска и јас говорам исто така во последните времења. Тоа е многу важно и суштинско да го разбереме. Исто така во таквиот контекст продолжуваше и заврши апостол Павле дека во последните времења из целата историја на црквата ќе имаме многу
тешки периоди. Дури зборот во оригиналот беше тешкотија, мачнина ќе имаме. Но не означува тоа дека преку целата историја на црквата ќе има тешкоти и ќе биде во такви едни периоди. Напротив, црквата низ целата нејзина историја ќе има етап или ќе има, реков, талас и ќе има како бранови кога ќе доваѓа тешкоти. И тие тешкоти, нели, говори како ќе треба да се надминуваат и од каде потекнуваат. Оние кои што се подолго малку во црквата, може да говорам, нели, за нашето постоење како црква, не сме имале постојано да сме имале тешкоти, но сме имале доваѓале бранови кога сме имале како црква потешкоти. Третото нешто беше многу важно, да осознаеме, да разбереме, да научиме, да го помниме тоа дека таквите тешки моменти за црквата постојано ќе доваѓаат и ќе бидат резултат на лоши луѓе. Лошите луѓе видовме, и со тоа завршив минатиот пат, дека тие седат меѓу нас и тие се дел од црква. Завршив, ако се сеќавате, и повторно ќе кажам, со кога го разгледувавме Матеј, самиот Христос говори за житото и за плевењето и за се она дека расте заедно со жито. И јас кажав, е многу лесно човек кога би ги знае лажните учители како група која што е надвор од црква. Но многу е лошо и зошто е важно сето ова да го запомниме како верни луѓе, за да може да ги препознаеме и за да може да не завлечат. Иначе, од почетокот на први век до ден денеска, лажните учители, лошите луѓе се внатре во црквата меѓу нас. Во еден ваков контекст, 13 стих, завршувајќи вака, апостол Павле почнува вели ти, многу интересен збор кој што го употребува, реков, во 14 стих повторно, јас така ги одвоив, ги поделив овие две проповеди. Со други зборови вели, од сето ова што го говорев како подсетување, барем ти му се обраќа на Тимотеј. Или што се однесува барем до тебе, и текстот продолжува ти кој што се угледа продолжува на моето учење. Но многу е важно што апостол Павле вели ти, или како што реков, што се однесува до тебе, Тимотеј, ти постојано ме следиш мене. Неговото, нивната, да кажам, заедничка дружба најдобро се објаснува, многу пати реков кој има време да се прочита дела на апостолите. Говоревме во Тит и во прво Тимотеј за неговата мајка и за неговата баба, од каде ги добива првите, би рекол, информации, од каде е првото негово заучување околу, ако може така да кажем, христијанството. Во еден таков контекст он вели ти, барем ти кој што ме следеше мене. Многу е интересен зборот следењето. Следењето го објаснува во оригиналот како што денес полицајците следат луѓе. Значи, постојано да му биде на вид. Постојано да може да го гледа и да го прати што тоа се случува. Во еден таков контекст, апостол Павле ќе прочитам во Римјаните 3 глава 17 стих вели вака: Подржувајте ме, браќа, мене, и гледајте ги оние што постапуваат според образецот, каков имавте во нас. Еден ист контекст говори како тоа треба апостол Павле вели до Тимотеј да го поддржува. Како овде се обраќа до сите ние кои што се нарекуваме христијани, како треба да го поддржуваме. Што тоа треба да земеме како урне. И апостол Павле до Тимотеј што се обраќа и што тоа за нас денеска значи. По кој знае кој пат ќе повторам дека кога говоревме за религиозноста, јас на неколку пати ја објаснував, бидејќи
кажав дека многу зборови со тек на времето го губат своето вистинско значење од времето кога, да речем, за прв пат почнала да се употребуваат. И говорат дека тоа е зборот религиозен. Во денешен контекст, многу повеќе луѓе кои ќе го употребуваат тој збор има една негативна конотација. А вистинскиот израз, вистинската суштина на религиозноста од секој пат имала еден позитивен контекст. И кажав дека што представува суштински од коренот религио или религиозен, рековме дека од едната страна или првата иницијална каписла е таа да човек поверува, да верува во нешто. Секоја една вера има своја практика или велиме некаква литургика. Сите ние како луѓе кои што сме поверувале во Исуса Христа, сме се крстеле, сме земале водно крштевање, доаѓаме редовно на црква, го славиме Бога, зимаме Господна вечера или трпеза, како што реков. Меѓутоа, многу е важно да има тој мост да ги врзе верувањето и тоа што го практикуваме, а тоа е учењето. Тоа е знаењето, да знаеш о кого си поверувал, да знаеш кој е тој, да знаеш што тој бара и да знаеш зошто ги практикува сите овие нешта. Зошто го говорам сето ова? Бидејќи овдека вели поддржувањето има таков контекст и токму за тоа говори апостол Павле. Вели да не поддржувате во верата, да не поддржувате во практиката, во тоа што го практикуваме и во учењето, бидејќи само така може да имате определено поведение. И ние ќе видиме малку подоцна зошто е важно какво поведение имаме ние кои што се нарекуваме христијани. И дали нашето поведение како христијани е за сите еднакво. Дали нашиот однос, дали нашиот живот, некој кога ќе не погледне од страна, гледа едни и исти луѓе. Во овој 10 стих и 11 се како една мисла на апостол Павле и продолжува. И интересното е што вели ти кој што се угледа, ти кој постојано ме следеше, почнува со моето учење, со животот, целта, верата, мојата големодушност. Па 11 стих продолжува: трпеливоста на моите гонења, страдања што ми се случија во Антиохија и во Иконија и во Листра, какви прогони претрпев и од сек Господ ме избави. Во прв прочет многумина велат како апостол Павле после овие први зборови како да малку има фалба во неговото искажување. Ти кој што ме следиш цело време, ти кој што ме знаеш од мали нозе, види сега јас што се имам направено. Види каков живот сум живеел, како прво, и како второ види какви се страдања не претрпев. Може би, на прв прочет, како што реков, може да се добие таков печаток дека, како апостол Павле, да се фали. Но интересното е, кога ќе се погледне целата структура на овие два стиха и текстот, ќе видиме дека апостол Павле воопшто нема навера и нема идеја дека покажува некаква фалба, а тоа се гледа бидејќи првото нешто кое што го говори, затоа ја кажав религиозноста, почнува со учењето. Тој мош што реков од тоа луѓето кога ќе поверуваат и практиката која што ја практикуваат треба да биде врзана и да биде подкрепена со знаење. Секој има многу христијани, може и така да кажам, денеска да ги прашаш зошто определени нешто ги прават, нема да знаат да ви кажат. И почнува апостол Павле со учењето, или во оригинал зборот е за доктрина. Ти прво што осознат и прво што виде кај мене, виде моето учење, го виде моето
поучување, го виде моето упатување, едноставно ја виде мојата доктрина. Ја ги виде принципите на она во кое што верувам. Второто нешто вели животот. Животот овдека се има предвид повторно во оригиналот, овие зборови сакам еден по еден да ги поминаме и да ги протолкувам. Животот на апостол Павле има предвид тоа што го говориме начин на живот. Многумина велиме кога нешто е дел од тебе, тоа е начин, велиме начин на живот. Никој не те тера да го правиш тоа на сила, него едноставно живее со тоа. Апостол Павле тоа вели. Ти го виде моето учење сиве овие години, ја виде мојата доктрина, го видели моето однесување, го видели моето поведение, го видели мојот начин на живот и продолжува со целта. Која беше, вика, мојата намера? Или какви ми беа кога говори за целта, ти, вика, ме познаваше секој пат кога требаше да одбереме било што, ти го гледаше мојот приоритет. И тоа е навистина многу силно. Со луѓе кои што живееме како браќи и сестри, како семејство, нели, како црквата, ние со години се научуваме. Ние знаеме и сме поминали, сме биле во најразлични ситуации. И човек знае кој каков приоритет има. Човек знае кој ќе треба да одбере која му е на секој еден од нас, кој му е приоритетот, која му е целта. А апостол Павле, затоа викам, доаѓа до една градација. Не само мојата доктрина, не само мојот начин на живот, него секој пат беше тука, кога имаше можност да се бира, која беше мојата цел што јас ја одбирав. И продолжува со верноста, или верата, велиме, верата, верноста и искреноста. Верата исто е многу интересен збор. Ние не само како христијани сме верни на Бога. Ние сме верни едни меѓу други. Јас оваа беседа ја насловив, нели, силни и лојални бранители на верата, бидејќи апостол Павле тоа говори до Тимотеј. Биди силен и остани лојален, бидејќи само како силни и лојални може да ја одбраниме верата. Сами, нели, за нас, како што велиме да истрчаме до краја. Верата е интересна не само меѓу нас, верата е интересна како да веруваш во партнер, да веруваш во мојот соработник, да веруваме едни во други. И продолжува со долготрпеливост. Долготрпеливоста во оригиналот, нели, повторно збори да бидеш издржлив. Долготрпелив човек е оној кој што може на определена етапа, со определена цел да издржи до крај. И говори за љубов. Почнува за љубовта. Љубовта исто така секој еден од нас може во многу сегменти сам да си одговори. Љубовта е многу богат збор. Ја минатиот пат кажав дека едно е мојата љубов кон Јана, тоа е љубов. Друго е мојата љубов кон мојата сопруга, трето е мојата љубов кон Ани, кон било кој од вас како браќа и сестри. Но има нешто што е заедничко во љубовта. Љубовта, се ова што набројувам, заедничкото нешто кај сите нив, тоа е приврзаноста, тоа е вниманието и тоа е грижата. Не можете било кој да кажете дека го љубите, а да не му обрнете внимание. Не можете да кажете дека се љубиме едни со други, а да немаме грижа едни кон други. Не можеме да кажеме дека се љубиме едни со други, а просто да не си обрнуваме внимание. Секој, нели, велам во својот контекст. Ова обично го нарекуваат како тријада на апостол Павле, или како тројството на апостол Павле, како што реков, ако внимателно ја гледате структурата, апостол Павле говори овдека за верата, за надежта
и за љубовта. Преку овие. Воопшто затоа реков не е никаква фалба и завршува, вели 11 стих: сети се на моите гонења и на моите страдања што ми се случија во Антиохија, и продолжува. Страдањата се нешто што преживеа овој апостол Павле. Не само што претрпел, повторно ќе кажам, дела на апостолите, жестоко, не само што бил гонен, жестоко беше измачен, жестоко беше тепан. И сега повторно имајте од предвид од каде го пишува сето ова. И тоа сака да каже дека после сето ова што ти го набројувам, што едноставно беше сведок, беше цело време поред мене. Ти треба да знаеш дека сите овие тешкоти на крајот од краиштата, ако и да биле и испитанија, ја останав истина, вели апостол Павле. И ова е како еден урнек, ќе видиме у идната проповед со завршувањето, дека апостол Павле ова му го говори, како што реков, да остане силен, да остане лојален. И продолжува, вели дека споменува 3 града, Антиохија, Иконија и Листра, и сите 3 се во областа, нели, на Галатија. Од Листра е родното место на Тимотеј. Идејата на апостол Павле полека навлегува и полека му открива на Тимотеј дека не може да бидеш постојано со мене. Не може да имаш еден добар пример, еден добар урнек на сето ова што ти го набројувам и да кажеш дека си се посветил на службата и при тоа да имаш во предвид, ова веќе по трет пат му го говори, да избегаш или да абстинираш од некакви страдања. Луѓето кои што се посветени на Христос, повторно го говори апостол Павле тоа, ќе бидат прогонувани и ќе имаат страдање. Павле говори во 12 стих: па сите што сакаат да живеат побожно во Христа, ќе бидат гонети. Многу експлицитно, многу отворено, многу јасно, Павле после сето ова кажува на Тимотеј, кажува и на нас, и на пак ќе се наворите на сите оние кои што велат дека христијанството е лесна работа. Не само тоа. Во Јован 15 глава од 18 до 20 стих Христос што вели: ако светот ве мрази, знајте дека мене светот уште пред вас ме замрази. Да бевте од овој свет, тога светот ќе го љубеше своето. Но бидејќи не сте од светот, туку јас ве избрав од светот, затоа светот и ве мрази. Помнете ги зборовите што ви ги реков јас. Ниеден слуга не е поголем од својот господар. Ако мене ме гонеа, и вас ќе ве гонат. Ако моите зборови ги запазеа, и вашите ќе ги запазат. И 16 глава 33 стих ќе рече овака: ова ви го реков за да имате мир во мене. Во светот ќе имате маки, само не бојте се, зашто јас го победив светот. Самиот Христос, тоа што го говори апостол Павле, го говори Христос. И на нас денеска овие зборови. И многу често ние не ја употребуваме тој стих дека ние сме во светот, ама не сме дел од светот. Кој како го разбира, кој како го толкува, но овде и апостол Павле и Христос многу јасно говорат дека ние навистина сме од светот, ама не сме, или сме во светот, ама не сме од овој свет.
и дека ќе бидеме оние кои што се во мене, оние кои што се во Христос, ќе бидат гонети. Од секој пат на земјава живееле две групи на луѓе. Оние кои што се покорени на Господ Исус Христос, кои се слуги на Господ Исус Христос, и останатата половина луѓето кои што се противници на Бога. Луѓето кои што се противници на Христос. Многу пати го разбираме, многу пати не сакаме да го разбереме, бидејќи имаме многу блиски наши, јас може да говорам за себе си, од прв круг роднини, кои треба, ако го разбираме ова, да кажеме дека се на другата страна. И дека се противници на Бога. И не случајно Словото говори дека првите непријатности, првите конфликти ќе ги имаме со најблиските. Зошто? Бидејќи, тоа го говори апостол Павле во 12 стих, вели, па сите што сакаат да живеат побожно во Христа Исуса, ќе бидат гонети. Еве ви уште еден, би рекол, белег. Неминовно е да дојдеме во конфликт без разлика колку ни се блиски. Колку и да ми се внуци, колку и да ми е брат, колку и да ми е мајка, значи нема поблиско, или живее во Христос, или е противник на Христос. Нема трета опција. Ние многу пати сакаме за нашите блиски да најдеме некоја трета опција, некоја по-мека варијанта. Нема по-мека варијанта. И апостол Павле говори дека оние кои што се во Христос ќе имаат маки и ќе бидат гонети. Многу е важно овдека да разбереме кои луѓе ќе бидат гонети, за кои говори апостол Павле, за кого вели Христос оние кои што се во мене. Зошто е важно? Бидејќи повторно има две групи на луѓе. Има луѓе кои што се во Христа велиме, нели? Меѓутоа не се во светот. И таквите нема да бидат гонети. Што представува тоа? Ние може да кажеме дека сме, ајде за мене ќе земам пример. Јас може да кажам дека сум во Христа, меѓутоа кога ќе излезам во светот, ништо да не рефлектирам Христово. И велиме за таквите дека Гаго е во Христа, меѓутоа не сум во светот. Гонителите или оние кои што се против Христа, кој може да биде гонет, како што вика апостол Павле? Оној кој што е во Христа и оној кој што е во светот. Што представува тоа? Да го рефлектира с Христос. Јас може да ви изборам најмалку една-две проповеди за мојот живот христијански во почетоците. Јас се наоѓам токму овде и може ми е затоа лесно да го разберам. Одев редовно на црква секоја недела, меѓутоа бев во Христа само тој час додека бев во црква. Не разбирате? Кога ќе излезев од црква, јас си бев во светот. Никој не можеше да препознае билно што дека јас сум во Христа за да ме гони. Не може да ме гони. 1 саат во Христа, 6 дена во светот. Таквите нема на кој да му се мернат за да ги гонат. Меѓутоа, од денешен аспект, јас имам проблеми со многу мои блиски пријатели и многу луѓе ме избегаваат. Не сакаат да се дружат од многу причини. Зошто? Имам многу добар другар кој што секој втор збор му е пцоста. И кога доаѓа, ја почнав да го опоменувам. Ете, тоа е да бидеш во Христа, меѓутоа и да рефлектираш и во светот
Ја му викам, молим те, сакам да припазиш кога ќе бидеш во моје окружување, не сакам да слушам цости. Ако можеш, ако не можеш, не мора да се дружиме. Јас не сум должен да ги слушам твоите вулгарности. И такви примери можам да ви дадам безброј. Ако се вратиме наназад од овој редослед, ете тоа е начин на живот. Порано затоа рекол, кога ќе излезев од црква, се претопував во светот. Немаше апсолутно ништо Христово во мене, освен тој религиозен, нели? Како што велиме пред малку што говорев, суштината на религиозноста. Како лажните учители кои што седат помеѓу нас. Они многу добро знаат да ја наметнат и да глумат некаква практична, велиме, религиозност. Ке викаат амин, ќе се држат овдека како што треба, ќе бидат редовни во црква, ќе си го даваат својот десеток, кој ќе излезат од тука, претопени во светот. Многу е различно да бидете во светот и да го рефлектирате Христос. По вашето однесување, по вашето облекување, по вашиот вокабулар. Тоа е начин на живот. Не може да не го препознаат противниците на Бога и не може да не бидете поради тоа гонети и шиканирани во секој еден аспект. Ете, за такво нешто говори апостол Павле и говори Христос. И 13-тиот стих завршува и вели, а лошите луѓе и лажливците ќе напредуваат во злото, заблудувајќи ги другите како и себе си. И повторно, во контекст на апостол Павле, повторно, овдека е не само што е отворен, не само што 100 пати кажав експлицитно и кажува нештото. Ако ви текнува зборот за лоши и нечестни луѓе и лажливци и измамници, во оригиналот е маѓепсник или измамник. Со такви зборови ги ословува апостол Павле. И овдека е многу интересно што со иронија говори, вели дека ќе напредуваат. Ќе напредуваат, меѓутоа во лошото, во назадувањето ќе напредуваат. Толку иронија употребува апостол Павле и со тоа завршува, бидејќи вика тие започнуваат како измамници и завршуваат како жртва, и тоа жртва многу често на собствените измами, зашто измамата доведува до само измама. Многу е интересно, не знам дали некој подобро се разбираат нештата ако ги имате доживеано, што велиме, нели, на ваш грб, на ваша кожа. Многу е интересно кога ќе се обидете да се занимавате со измама и просто ќе се чудите како ова што го говори апостол Павле, колку е вистина, кога ќе се најдете сами во вашата идеја за измама, доваѓате како само измамен. Тешко е за разбирање за луѓе, пак ќе кажам, кои што немале не само мисли, него не се занимават. Но вистината е очигледна и ово што го говори апостол Павле е запрепастувачко. И минатиот пат така заврши што рече, лажните учители и нивните учења нема да останат скриени. Секи излезе на виделиво. И сега повторно прави една иронија од нив. Вика да не се грижите, бидејќи нивниот напредок ќе биде само уназадување. Со ова завршувам, како што реков, идниот пат ќе ни останува уште 4 стиха, многу интересни, многу силни. Говори апостол Павле и завршува 3 глава за Словото Божјо, за што е полезно, што добиваме од него, каква сила има,
што прави кај верните луѓе. Но доброто е да запомниме оваа тријада, и јас така ќе речем на апостол Павле, за верата, за надежта и за љубовта, дека нашето растење во Христа, нашето изучување на Словото Божјо е единственото би рекол, единствениот начин да може да имаме еден живот, како што велиме, да биде дел од нас, да биде наш начин на живот.